Од кочанските туристички агенции се задоволни од тоа како поминува оваа летна сезона во однос на минатата година, кога сите туристички агенции работеа со голема загуба. Интерес ова лето кај кочанчани има најмногу за Грција, Албанија и Бугарија. Оваа летна сезона, како што знаеме, сепак можеме да кажеме дека релативно подобра за разлика од минатата сезона, затоа што оваа година границите се отворија и граѓаните можеа слободно да патуваат, секако според одредени протоколи и приложување на документи. Знаеме дека во Грција и во Бугарија е така дозволено со приложување на тестови или сертификати за вакцинација. Во нашата агенција оваа летна сезона започна со голем интерес кон Албанија, можеме да кажеме заради поволните понуди и ефтините понуди на база на 7 ноќевање, на 9 и на повеќе. Во Драч имавме и се уште имаме и до почетокот на септември превоз од Кочани. Таа понуда која што ја нудиме е 160 евра, 7 ноќи, доручек, ручек и вечера, лежалки во цената и користење на базените и превозот. За Бугарија имаше исто интерес, за хотел Јавор и исто и превоз има секоја сабота по агет навечер за Бугарија и за Грција. За Грција превозот е од Кочани секоја недела. Пакетните аранжмани се 7 ноќи со превоз од тука за во Паралија, Калитеја, Полихроно, Неа Фокеа. За Црна Гора имаше така интерес, највеќе за во Будва, таму беа пакетни аранжмани 9 ноќи со 10 дена и се уште се, значи пак ќе кажам, трајат до тука некаде почетокот средината на септември. Исто така, кочанските туристички агенции се помеѓу оние кои добиле финансиска помош од владата за развој на домашниот туризам. Од владата оваа сезона се одобрени средства за поддршка на домашниот туризам за работниците со ниски приходи, за што се одобрени дополнителни 22,9 милиони денари, со што наместо досегашните 15 милиони, сумата за првиот дел од оваа програма ќе изнесува 37,9 милиони денари. Со предвидената мерка ќе им се овозможи на лицата кои нивните месечни приходи во семејството не го надминуваат нето износот од 30.000 денари, да искористат годишен одмор во туристичките центри на Република Северна Македонија и во истовремено да им се помогне на туристичките центри за зголемување на обемот на работа надвор од туристичката сезона. Туристичките работници не очекуваат новите рестриктивни мерки кои ги најави владата за невакцинираните да го намали интересот за патување и летување, бидејќи при патување овие мерки за заштита од вирусот се запазуваат и при влез во одредени држави секој има соодветен документ за безбедно патување.